Колку е поголемо производството на овошје и зеленчук, толку се пониски цените од кои производителите ни малку не се задоволни. Јаболката на пазарите се продаваше по цена од 30 денари за килограм. Многу сорти имаме. Ајдаре, чадел, златен делишес, црвен делишес, многу сорти имаме. И како сте задоволни од производството? Вереќат, имаме годинава, вереќа даде Господ, само цена нема годинава, тоа е. Чи имаме поќе роба, цената е пониска, тоа е. Колку е цената на јаболката? Па на пазар е од 30 за 100 до 10 денара на пазар. А домашната е 11 до 12 денара тука. Кажете ми колку може да се обстане од производство на јаболка? Ептен малку. Имаме кројње, скапо е кројњето, билките се скапи, ептен малку. Јаболка, компир, житарица, нешто. Како оди продажбата, како оди производството? Производството година, фала Богу, имаше доста, а продажбата тешко е. Нема откуп, слаба цена има, ама слаба цена. И тие што откупуваат не плаќаат пари на време. Или ќе ти излажат, или ич не дават. Колку имате јаболка? Јас имам околу 180 тона. Извезувате и надвор од Македонија или само во Македонија? Не само во Македонија, нешто дадов од домот овој златниот, тие ги зема за Русија. Тешко оди и откупот на оризот. Производството многу тешко. Немаме откуп на оризот многу тешко. Стоje по амбарите на сите. Се дока не почне фабрики да откупуваат, ние се мачиме тука. Околу 200 вреќи, ама цената е моментално. Лани беше 50, сега обеќавани 40-17 денари арпа. Субвенциите за 2014 година не ни исплатија, за 2015 земаме. Панакот, например, е 30 денари, малото лукче е 15, малото кромиче е 10, морково 30 денари, бритвата 15 денари, магданозот 15 денари, имаме брокула 40 денари врзовче. Значи, цените се померка на кочанските купувачи да бидат и тие задоволни. Во Кочанскиот крај има услови за органско производство, велат производителите на раноградинарски производи, но додаваат и тоа дека од она што го произведуваат и продаваат на пазарите, скоро и да не може да се помине месецот и да се обстане. Очекуваат и субвенции од владата.